Во текот на деновите сабота и недела, бројот на ново ковид диагностицирани пациенти продолжи да расте. Во овој период на територијата на градот Велес се регистрирани вкупно 6 нови случаи на COVID-19, додека пак на ниво на целата држава само за 2 денови се регистрирани рекордни 236 случаи на коронавирусот. Министерот за здравство доктор Венко Филипче извести дека несомнено имаме втор силен бран, кој е резултат на непочитување на мерките за собирање и групирање. Велес на 6 и 7 јуни се одликува и со 4 оздравени пациенти. Градоначалникот на општина Велес Аце Коцевски на социјалните мрежи извести за дел од градежните активности кои што се во тек на територијата на нашиот град. На 6 јуни Коцевски сподели дека е асфалтиран паркингот покрај езеро Младост и додаде дека во понеделник продолжуваат со асфалтирање на дел од патот кон Сопот и кон винаријата Шато Сопот. Покрај овие активности, градежни работи се изведуваат и во паркот на авантурите и екокампот, додека пак на 7 јуни ја информираше јавноста дека продолжуваат со изградба на фекална канализација за Велсити, како и започнување со бетонирање на улица во Долно Мало во село Бузалково. Вчера на 7 јуни беше извршено првото авионско третирање против комарци. Границите на површини кои беа опфатени се езеро Младост, село Отовица, местност Јарбош, по течението на реката Вардар, од север од село Башино село низ Велес, се до вливот на реката Бабуна и село Горно Караслари. На запад границата започна од населба Превелец преку населбата Керамидна кон фабриката Еуробрик и село Горно Ризари. Со третирање беше опфатено целото градско и приградско подрачје, како и целото течение на реката Вардар на овој поток. Беше третиран и СРЦ езеро Младост со непосредната околина. Вкупно беше опфатена површина од 2000 хектари. Се случи сообраќајна на незгода во село Богомила, во која во видеото јасно се гледа како возачот изгубил контрола врз возилото и прво удира во приколка која што стои покрај патот, па потоа влегува во нечиј двор, се појави на YouTube каналот. Направена е само материјална штета. Инспекторите биле во засилена контрола за време на продолжениот викенд, за да видат на терен дали се почитуваат мерките за заштита од коронавирусот. Од направените надзори во Штип, Тетово и Велес не се утврдени прекршувања. Констатирано е дека во целост се почитуваат владините уредби. Поднесени се 5 кривични пријави за непочитување на протоколот за работа на угостителските објекти во услови на COVID-19, од кои 3 во Струга, 1 во Пониква, Кочани и 1 во Маврово.